Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Битола, ја отварам седницата на Комисијата за финансии и буџет на Советот на Општина Битола со следниот дневен ред. Точка број 1. Финансиски план за работа на јавното претпријатие Комуналец Битола за 2023 година. Точка број 2. Финансиска програма за одржување на јавната чистота на јавните површини на територија на Општина Битола за 2023 година. Точка број 3. Финансиска програма за одржување на јавните зелени површини на територија на Општина Битола за 2023 година. Точка број 4. Одлука за дополнување на одлуката за утврдување на висината на надоместокот за користење на земјиште во општа употреба за поставена урбана опрема и поставување на урбана опрема за која не може да се наплаќа комунална такса на територија на Општина Битола. Точка број 5. Одлука за определување на висината на благајничкиот максимум. Точка број 6. Одлука за обезбедени средства за надоместок за експропријација на недвижен имот за изградба на комунална инфраструктура во Општина Битола. Број 7. Одлука за примање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола за потребите на Свети Кирил и Методи, Даме Груев, Стив Наумов и Кузман Шапкарев. И точка број 8. Решение за давање согласност за распределба на средствата во средните училишта во Општина Битола за 2023 година. И точка број 9. Разно. Кој е за ваквиот дневен ред? Едногласно. Преминуваме на точка број 1, 2 и 3. Мислам дека сите се од Комуналец. Повелете. Здраво на сите. Јас мислам дека најдобро ќе биде, бидејќи се поврзани низ финансискиот план, да ги разгледуваме и програмите за работа на јавното претпријатие Комуналец за одржување на јавното зеленило и јавната чистота на територијата на Општина Битола. Финансискиот план го работевме подолго од еден месец и бевме многу, да речам, притеснати од економската криза, која што донесе поскапување на горивото и на електричната енергија, за да можеме да ги испланираме средствата за наредната година и да можеме да се движиме според статистиката за порастот на животни трошоци во наредната година, така да правејќи го планот за работа, финансискиот, бидејќи немаме зголемување на цената од 98 година за услугите кои што ги дава јавното претпријатие Комуналец, работиме значи по исти цени и немаме некои нови дејности во номенклатурата и во извршувањето на дејностите, направивме еден план со планирана загуба за 2023 од 13 милиони 513 илјади денари. Планот е предпоставка дека ќе се движиме во ова рамка, меѓутоа не значи дека навистина ќе оствариме ова загуба доколку не дојдат некои, да речам, нови моменти во текот на 2023 година. Секторот јавно зеленило е тој кој што со своите 90 работници го одржува јавното зеленило и јавната чистота на територијата на Општина Битола. Финансиските показатели во приходниот и расходниот дел кај јавното зеленило кажуваме дека ќе собериме средства и дека ќе сработиме за 49 милиони 789 363. Видовме дека од буџетот имаме сега испланирано 2 милиони за Go Green и 2 милиони за урбана опрема, значи зголемено за 4 милиони од тие првично што беа испланирани дека ќе ги добиеме 20 милиони. Кажуваме дека ќе работиме на 145 објекти на територијата на Општина Битола, ново е вклучувањето и на касарната, а кај јавната чистота велиме дека ќе работиме на 85 објекти, значи исто е касарната и во двата планови и програми за работа и паркот кај Довлечи, кој што ќе се работи за разлика од минатите години кај што немавме работење. Благодарам. Благодарам. Прашања? Доколку немаме прашања, ви благодарам.
Преминуваме на точка број 4, одлука за дополнување на одлуката за утврдување на висината на надоместок за користење на земјиште во општа употреба за поставена урбана опрема и поставување на урбана опрема за која не може да се наплаќа комунална такса на територија на општина Битола. Представник од општина, повелете. Со ова одлука се врши дополнување на одлуката за утврдување на висината на надоместокот за користење на земјиште во општа употреба за поставена урбана опрема. Момент малку. Како? Добро. Со ова одлука се врши дополнување на одлуката за утврдување на висината на надоместокот за користење на земјиште во општа употреба за поставена урбана опрема и поставување на урбана опрема за која не може да се наплаќа комунална такса на територијата на општина Битола. Се однесува на субјектите кои имаат поднесено барање во предвидениот рок со претходната одлука и кои го исполнуваат останатите услови, вршат дејност во урбана опрема која зафаќа поголема површина од онаа утврдената во основниот договор и се геодетски елаборат. И тие се должни да достават геодетски елаборат за посебни намени за утврдување на фактичката површина. Тоа е со цел за да почнат да плаќаат за зголемената површина сметано од 1.3.2019 година. И таа зголемена површина треба да биде утврдена со извештајот од 2019 година кој што е изготвен од Комисијата за извршување попис на поставена урбана опрема на земјиште во општа употреба формирана со решение на градоначалникот на општина Битола. Благодарам. Прашања? Повелете. Бидејќи рековте дека само се должни да достават нов оффат оние кои што имат во предвидениот рок. Оние кои што го пропуштиле предвидениот рок, тие ќе немат можност сега да поднесат барање, така? Тие што пропуштиле согласно одлуката претходната се треба да ја вратат површината во првобитна состојба. Ама ако немат поднесено барање за случување на нов договор, го пропуштиле рокот. Го пропуштиле, да, и доставено до нив известување за да ја вратат површината во првобитна состојба. Значи да ја странат опремата, така? Не ме слуша речењето? Значи дека треба да отстранат опремата, односно ако Да, имале. да останат урбаната опрема. Добро. Добро, ќе беше може со ова одлука да му дајме уште рок на тие кои што пропуштиле. Ама добро, во ред, фала. Да направиме како измена за рокот? Да додајме? Има дел... Дали се тие известени, мене ме интересира сите. Сите се известени? Да, известени се. Кога се известени? Сега или претходно? Одлуката што се менува, таа е донесена во септември месец. Добро. Има 30 дена за да поднесат барање. Добро. За склучување на нов анекс. Тие што не поднесоа барање, доби известување дека треба да земјиштата во општа употреба да вратат во првобитна состојба. Добро. Благодарам. Прашања други? Повели. Ајде. И сега, довде го разбрав, и сега, тие кои не се јавија повторно, Тие што имат поднесено барање, на нив се однесува одлука. на првичното барање, на првично. Добро, втора шанса не му даваме? Мислам дека треба да му дајме. Значи, не знам како оди правно да го продолжиме или да... Добро, нема проблем. Кажете ми како оди правно, ќе донесеме некој заклучок. Мислам дека да бидеме пошироки, полиберални, се со цел да ставиме ред. И од ова година, 2023 Повели, се Дејан, знае. не те слушнав. Микрофоно, ако сакаш те молам. Имаме веќе физички лица кои веќе ги отстранија објектите, мислам дека не би било Да, веќе и јас фер истото кон нив. ќе го кажував дека Значи, дел ги отстранија и не е фер сега... Имаше да. и рок, значи законски кој му се даде 30 дена, кој мислам дека Го испочитува. Тој воопшто си е не правен. имал, да. Добро. Сите си имаја можност, значи да си поднесат и веќе имаме низ градот веќе еден куп што веќе се и креати, дислоцирани и така натаму, кои сами си ги тргаат всушност. Мислам дека не е фер никој. Добро. Благодарам. Благодарам. Други прашања? Доколку нема, ви благодарам. Точка број 5. Одлука за определување на висината на благајничкиот максимум. Весна Повели. Добар ден на сите во комисијата. Значи, предлагам одлука за определување на висина на благајнички максимум, која секоја година е истата, само неизбежно е да ја повториме.
Член 1, со оваа одлука се определува висина на благајничкиот максимум што може да се подигне и држи во готови пари во касата. Член 2, висината на благајничкиот максимум во готови пари кој може да се држи во благајната изнесува 100.000 денари во денари, додека висината на благајничкиот максимум на готови пари, девизи, може да се држи во касата изнесува 3.000 евро од програмата А0, 3.000 евро од програмата Е0 и 3.000 евро од програмата Д0. Висината на боновите за гориво кој може да се држи во благајна изнесува 200.000 денари. Средствата од благајничкиот максимум може да се користат за плаќање на производи и услуги кои поединечно не може да бидат повисоки од 6.000 денари. Член 4. Условите и начинот на наплата како и располагањето и плаќањето со пари ќе биде согласно упатството донесено од страна на министерот за финансии. И ова одлука влегува во сила со објавување во службен гласник. Благодарам. Прашања? Доколку немаме, ви благодарам. Преминуваме на следна точка. Одлука за обезбедување средства за надоместок за експроприација на недвижен имот за изградба на комунална инфраструктура во општина Битола. Повели. Благодарам. Со оваа одлука се утврдува обезбедување на средства за надоместок на експроприација за недвижен имот за изградба на комунална инфраструктура во општина Битола, односно општински патишта, водоводи, канализација и така натаму, во градот и населените места во општина Битола. Ова одлука е всушност во склоп на програмата што веќе се изгласа во буџетот на општина Битола, меѓутоа ова одлука нас ни е потребна за постапките кои ги водиме, значи за експроприација, и ова одлука е всушност одлука која секоја година ја донесуваме. Благодарам. Прашања? Доколку нема, преминуваме на следна точка. Одлука за примање на трајно користење на движни ствари на општина Битола за потребите на Кирил Методи, Даме Груев, Стив Наумов и Кузман Шапкарев. Снежана Повели. Врз основа на одлуката донесена од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, доделени се недвижни ствари за основните училишта Стив Наумов, Даме Груев, Свети Кирил Методи и средното училиште Кузман Шапкарев. Тоа се нагледни средства кои што училиштата ќе можат да ги користат за потребите за практична настава, за лабораторијски експерименти и слично. Барам ова одлука да биде донесена со цел за да можеме овие средства да бидат доставени до средното училиште и до основните училишта кои што се наведени во одлуката. Благодарам. Прашања? Повели Борче. Се извинувам. Овие допрва ќе се набават, набавени се, кога се набавени, така натаму? Набавени се од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање и наведени се во договорите кои што се доставени до градоначалникот, за кое училиште подетално што е набавено. Набавени се од Министерството за животна средина и просторно планирање. Доколку сакате да ви доставиме договорите на увид, во што за секој училиште посебно што е наведено, што е дадено за секој училиште. Ако не ви е проблем, пуштете ги. Да, ќе ви ги скендираме, ќе ви ги пуштаме. Нема проблем. Ако не ви е тешко, пуштете ги до седница да ги имаме. Да, во ред, да. Благодарам. Точка број 9. Решение за давање согласност за распределба на средства за средните училишта во општина Битола за 2023. Благица Повели. Моја е и оваа точка, да, извине се. Во ред, нема проблем, да. Штом се однесува за финансите, Благица е. Како и секоја година, така и оваа година, согласно правилникот за распределба за утврдување начинот на стекнување и распределба на средствата во јавните училишта, средните училишта знаете дека имаат прилив на средства, посебно од делот на воведување на образование на вонредни ученици, полагање на вонредни испити, преписи, издавање на свидетелства, посредно образование, специјалистичко има во некои средни училишта, па дел од овие средства да можат согласно правилникот и член 10 и 11, и тој ви е доставен во прилог на решението, да можат оние наставници кои што ќе бидат ангажирани, да можат да им биде исплатено како дополнителен ангажман.
Благодарам. Дали некој друг бара збор, прашања? Доколку немате, ви благодарам. Дали може да гласаме? Точка број 1. Финансиски план за работа на јавното предпријатие Комуналец Битола за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против. 2 против, воздржан 1. Точка број 2. Финансиска програма за одржување на јавната чистота на јавните површини на територија на општина Битола за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против 2, воздржан 1. Точка број 3. Финансиска програма за одржување на јавните зелени површини на територија на општина Битола за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против 2, воздржан 1. Точка број 4. Одлука за дополнување на одлуката за утврдување на висина на доместок за користење на земјиште во општа употреба за поставена урбана опрема и поставување на урбана опрема за која не може да се наплаќа комунална такса на територија на општина Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 5. Одлука за определување на висината на благајничкиот максимум. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. 6. Одлука за обезбедени средства за надоместок за експропријација на недвижен имот за изградба на комунална инфраструктура во општина Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 7. Одлука за примање на трајно користење на движни ствари на општина Битола за потребите на Кирил Методи, Даме Груев, Стив Наумов и Кузман Шапкарев. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. И точка број 8. Решение за давање согласност за распределба на средствата во средните училишта во општина Битола во 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. Ви благодарам.